Ги промршили власта до сегашните 6 пакети антикризни мерки, па сега се спрема за нов 7 поред. Бизнисмените алармираа дека неопходен им е нов сет на мерки за стопанството за да ја преброди кризата. Бројките велат се поразителни по сите параметри, иако од владата очекуваат раст на економијата годинава. Стопанството вели помош мора да има. Работа во тоа што дали е 7 пакет мерки или што е, треба да биде насочен конкретно за поддршка на компаниите, за оние кои ќе можат да инвестираат во нови работни места, во нови технологии, во одржување на бизнисот. Не е поентата само да се зачува работното место ако нема компанијата концепт за одржливост. И додека власта се фали дека економската состојба била добра, стопанството предупредува дека едва преживува. Освен фирмите во слободните економски зони, каде колку толку се бележат позитивни резултати во делот на извозот, во сите други сегменти состојбата е поразителна. Најкритично е во текстилната и кожарската индустрија. Без работа или под закана дека ќе загубат работата, се десетици илјади вработени во овие сектори. Многу е тешка состојбата. После доаѓа јуни и јас во една изјава направивме едно известување кај што очекуваме првично подобрување во текстилната индустрија да биде таму тек на крајот на годината, а до тогаш треба да се преживе. Дали ќе биде 7, дали ќе биде 8, мислам дека е многу поедноставно, затоа што мислам дека се донесе и законска форма, дека се додека постои пандемијата, односно се додека се затворени пазарите во Европа, дека тие мерки треба да идат малтене по дефолт. Знаете дека има и отпуштања, затоа што не се, мислам, едноставно, треба да се знае дека државата треба да ни е социјална, а фирмите треба да бидат профитабилни. Ако вие го префрлите социјалниот аспект на компаниите, тогаш ќе ги уништите. Од 17,8 милиони евра колку што тежи последниот 6 поред пакет на економски мерки, само за угостителството се предвидени 9,9 милиони евра. Од владата сметаа дека овој сет е соодветен. Тоа било праведен модел за спас на туристичко-угостителскиот сектор, но оттаму и не мислат баш така. Вела дека оваа помош и не била доволна. Според последните податоци, на 60.000 работници останаа на улица, а стотици бизниси ставија клуч на врата. Само лани биле затворени речиси 6.000 фирми. Инаку за евентуално подобрување на состојбата според стопанствениците може да се зборува дури за втората половина од годинава, но само под услов да има брза и ефикасна имунизација.